Добар ден, почитувани ученици! Ова видео е наменето за учениците од 7 оделение во основното образование по предметот македонски јазик. Наставната единица која што ќе обработуваме на овој видео час е реченичен член предмет. Што ќе научиме? На овој час ќе научиме што е предмет и како да го препознаваме предметот во реченицата. Потребни материјали за оваа наставна содржина ќе ви бидат следните: молив, тетрадка и црвена и сина боичка. Сега ве молам, стопирајте го видеото и обезбедете го потребниот работен материјал. Најпрво, разгледајте ги трите илустрации. Што забележувате? Што можете да забележите на нив? Сега, стопирајте го видеото и за секоја илустрација напишете по една реченица. Откако ги напишавте вашите реченици, да се подсетиме. Кои се главни членови на реченицата? Главни членови на реченицата се подмет и прирок. Кога зборуваме за подмет и прирок, всушност ја разгледуваме реченицата од синтаксички аспект. Значи, ги разгледуваме функциите на зборовите во реченицата. Затоа што синтакса е дел од науката за јазикот која проучува реченицата, односно функциите на зборовите во реченицата. Сега, во вашите напишани реченици, обележете го подметот со сина боја, а прирокот со црвена боја. Стопирајте го видеото и направете го тоа. Сега повторно се враќаме на илустрациите. Првата реченица која што вие би можеле да ја напишите за првата илустрација би била: девојчињата читаат книга. За втората илустрација вие би напишале: кучето носи коска. А за третата илустрација можна реченица е: децата играат фудбал. Сега повторно го стопираме видеото и во сите три реченици го обележуваме подметот со сина, а прирокот со црвена боја. Стопирајте го видеото и направете го тоа. Ајде сега да си ги провериме нашите одговори. Во првата реченица, функција на прирок има зборот читаат. Значи, секој од вас би требало зборот читаат да го има обележено со црвена боја, а функција на подмет има зборот девојчињата. Значи, девојчињата треба да ни е обележен со сина боја. Во втората реченица, функција на прирок има зборот носи, а функција на подмет има зборот кучето. Во третата реченица, функција на прирок има зборот играат, а функција на подмет има зборот децата. Знаеме дека прирокот е основен или создавачки член во реченицата и дека без него нема реченица. Прирокот всушност го покажува самото дејство во реченицата. И за да добиеме прирок кога правиме синтаксичка анализа на реченицата, ние си го поставувам прашањето: што прави подметот? Во првата реченица, за да добиеме прирок, го поставуваме прашањето: што прават девојчињата? Читаат. Во втората реченица се прашуваме: што прави кучето? Носи. Во третата реченица прашуваме: што прават децата? Играат. Подметот пак е вршителот на дејството. Тој ни покажува кој го врши дејството. И го добиваме на прашањето во првата реченица: кој чита? Девојчињата. Во втората реченица: кој носи? Кучето. А во третата реченица: кој игра? Децата. Во сите три реченици забележуваме уште еден член кој што ни е обележен со жолта боја. Што мислите? Кој е тој реченичен член? Каква функција има во реченицата? Гледаме дека, ако подобро ги разгледаме речениците, забележуваме дека врз него преминува глаголското дејство. Тој член во реченицата го добиваме на прашањата: што читаат девојчињата? Книга.
Што носи кучето? Коска. Што играат децата? Фудбал. Значи, тој е оној член во реченицата врз кој преминува глаголското дејство. Тој го трпи дејството. И, всушност, стигнуваме до целта на денешниот час, а тоа е да го откриеме реченичниот член предмет. Предметот, всушност, е неопходен член во реченицата врз кој преминува глаголското дејство. Зошто велиме дека е неопходен член во реченицата? Затоа што е неопходен за со него реченицата да биде комплетна. Ако ги разгледаме речениците една по една, ќе забележиме дека со предметот всушност реченицата ни станува комплетна. Што читаат девојчињата? Книга. Во втората реченица се прашуваме: што носи кучето? Коска. Значи мора да го употребиме, неопходно е да го употребиме зборот коска за втората реченица да не биде комплетна. Инаку ќе си поставуваме безброј прашања. Кучето носи. Што носи? Значи кучето носи коска. Третата реченица: што играат децата? Децата играат фудбал. Значи предмет е неопходен член во реченицата врз кој преминува глаголското дејство. Како да го препознаваме предметот во реченицата? Многу лесно и едноставно. Секогаш ќе си даваме одговор на прашањата што за предмети и кого за лица. Вчера Јован пиеше млеко. Што пиеше Јован? Млеко. Го сретнав професорот. Кого го сретнав? Професорот. Да ги утврдиме нашите знаења за предмет и да провериме дали точно сме разбрале што покажува предметот, ајде да го препознаеме во следните реченици. Првата реченица: неодамна добив подарок од баба ми. Втора реченица: наставничката го објаснува предметот. Трета реченица: во понеделникот ја видов Јана. И четврта реченица: ние често пишуваме пораки. Сега стопирајте го видеото и пронајдете го предметот во сите 4 реченици. Откако го направивте тоа, да утврдиме точноста на вашите одговори. Во првата реченица, функција на предмет врши зборот подарок. Како го добиваме тоа? Како го добиваме предметот? Си го поставуваме прашањето што добив? Подарок. Во втората реченица, функција на предмет врши зборот предметот. Што објаснува наставничката? Предметот. Во третата реченица си го поставуваме прашањето кого го видов? Јана. И така го добиваме предметот, неопходниот реченичен член. Во четвртата реченица се прашуваме што пишуваме ние? Пораки. Зборот пораки во четвртата реченица има функција на неопходен член предмет. Сега ќе го стопирате видеото и една по една во тетратките ќе си ги запишите трите задолженија во кои ќе утврдите колку успешно ја совладавме денешната наставна единица. Првото задолжение гласи: составете 3 реченици во кои предмети ќе бидат зборовите торта, куќа и Бојан. Значи во првата реченица предмет треба да ви биде зборот торта. Во втората реченица предмет треба да ви биде зборот куќа, а во третата реченица предмет треба да ви биде зборот Бојан. Второто задолжение е следно: прошири ги речениците додавајќи им предмет. Татко ми вози. Што вози татко ми? Баба трендафилка плете. Што плете баба трендафилка? И третата реченица: моето маче јаде. Што јаде? Моето маче. Одговарајќи на прашањето што, всушност го добивате предметот. Третото задолжение, значи ќе го пронајдете предметот во следните реченици. Прва реченица: гладна кокошка просо сонува. Втора реченица: ученикот нацрта срце на таблата. Трета реченица: многумина имаат ум, а малкумина имаат разум. Четврта реченица: сонцето
го осветлуваше хоризонтот. 5-та реченица, дедо ми редовно чита весници. 6-та реченица, во вторникот добив писмо од другарка ми. И последна реченица, мајка ми направи колачи за сите. Откако ќе ги одговорите трите задолженија, прашањата во трите задолженија, секој од вас ќе обележи да или не на следните тврдења. Знам што е предмет, можам да го препознавам предметот во реченицата, умеам да проширам дадена реченица додавајќи предмет и способен сум да составувам реченица правилно употребувајќи го неопходниот реченичен член предмет. Доколку повеќе одговори имате со да, тогаш успешно сте совладале оваа наставна содржина и знаете што е предмет, можете да го препознавате предметот во реченицата, умеете да проширите дадена реченица и способни сте да составувате реченица и правилно да го употребувате предметот. Тоа значи дека активно сте учествувале во ова видео и успешно ги совладавме целите за денешниот час. Ви благодарам на вниманието.